Нови учебници за учениците од 7, 8 и 9 одделение од септември годинава ќе нема, иако во јавноста беше соопштено дека учениците ќе добијат учебници кои ќе соодветствуваат на концепцијата. Но, поради моменталната отежната ситуација со учебниците, тоа е невозможно, изјави министерката за образование Весна Јаневска на годишниот настан разговори за еднаквост. Ниту еден учебник за 7 одделение не е даден во печат. Не само што не се дадени во печат, огромен број од нив не се одобрени. Некои не се ни напишани, значи не е креиран учебникот, некои не поминале рецензија. Волшебно стапче да имаме, ние до септември како влада не можеме да стигнеме да обезбедиме учебници за во 7 одделение. Таа посочи дека се во преговори со Бирото за развој на образование, со цел да се надмине овој проблем, бидејќи ниту еден учебник не е даден на печат, одреден дел од нив не поминале рецензија, што значи дека процесот ќе потрае. Па затоа учениците ќе учат од учебниците што се користеле оваа година. Веќе неколку дена траат преговорите и разговорите со Бирото за развој на образованието, за да го надминеме овој проблем, со идејата дека децата и оваа година треба да учат од старите учебници, односно учебниците што се користеле оваа година, а ќе се користат и следната недела, се извинувам година. Децидна е доколку законското решение не гарантира поинакви измени, тогаш концепцијата ќе се одложи извесен период. Додаде дека наставниците ќе треба да бидат спремни да им ги предаваат темите со тоа што ќе обезбедат одредени наставни материјали од кои ќе учат децата, да им посочат друга литература или интернет литература. Доколку законското решение не дозволува ништо поинаку, ние ќе ја одложиме концепцијата на извесен период за учениците 7, 8 и 9 да имаат учебници. При тоа мора да знаеме, наставниците тоа го знаат, тие мора да се спремни да предаваат и по наставна програма. За недела 2 најаве дека ќе соопштат какво решение ќе се изнајде. Смета дека во Македонија ниту учениците, ниту наставниците не се спремни да не учат од учебници, а искуството покажало дека и во земјите од Западот, како Шведска, по воведување на дигитализацијата, повторно се враќаат и на учебниците.